Ни пристигна веќе и првиот гостин во студиото 5 на македонската телевизија, тема електричната енергија, нешто за што многу се зборува целава измината година, бидејќи живееме сериозна и економска, но и енергетска криза. На гости го имаме директорот на Агенцијата за енергетика Дарио Николовски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и поздрав до гледачите. 2024 ја почнавме, господине Николовски, со нови цени на електричната енергија. Имаме и нов избор за универзален снабдувач на електрична енергија. Ќе зборуваме малку и за Чебрен, ќе зборуваме и за гасните централи, се и тоа што не интересира и зашто бараме одговори, се разбира, бидејќи ги должиме на нашите гледачи. Но ајде ќе започнеме со новите цени на електричната енергија. Така ја стартувавме оваа година, но крајот на 2023 се врати ефтината тарифа, од која што граѓаните велат дека и немаат многу бенефит, бидејќи од 13 до 15 часот речиси, освен пензионерите и исклучок на одредена група граѓани, никој не е дома. Така е, новата година, 2024 година, ја започнуваме со намалување на цената на електричната енергија, или во превод, оние кои што најмногу штедат и најмногу внимаваат, најмногу ќе добијат. Математички пресметано, оние во првиот блок ќе добијат цена на сметките за електрична енергија за 5% намалена, додека оние во вториот блок и оно што вие го напоменавте, дневната ефтина тарифа останува иста. Дури и во третиот блок коригирана е минимално цената за некаде од прилика 2%. Очекуваните резултати од новите цени на електрична енергија се некаде од прилика и 1000 денари просечно заштеда по едно семејство, по едно домаќинство. Ја споменавме и ефтината тарифа, тоа е нешто кое што го вративме на крајот на изминатата година, за кое што многу малку луѓе очекуваа некаде кога не зафати светската енергетска криза. Се најдовме во енергетска криза во која што многу малку луѓе веруваа дека можеби ќе имаме проблеми со снабдувањето, ќе имаме и енормни шокови во делот на цената, но со спроведувањето, според мене, на успешните енергетски политики на државата, дојдовме и до враќање на ефтината дневна тарифа. Ефтината дневна тарифа, можеби да, најголем бенефит од неа ќе имаат пензионерите, но за мене лично искрено сметам дека па и тие се и најмногу кои што допринеле за оваа држава. И на сите оние кои што најмногу допринели и најмногу внимаваат и штедат, сметам дека треба да вратиме дополнително на оние кои што се грижат за своите сметки за струја, имаат можност и да ги сетираат своите уреди во тие часови, тоа тие часови од 13 до 15 часот се одбрани како часови кои што се резултат на инвестицијскиот циклус во обновливите извори на енергија, пред се во фотоволтаиците, избрани се како часови во кои што има најмногу сонце и ако пресметаме 2 часа плюс во текот на денот и оние 8 во ноќта 11 часа дневно и цел ден во недела, имаме некаде во една недела повеќе и од 50% дневна ефтина тарифа и сметам дека сите политики кои што носат заштита на животниот стандард се добре дојдени. Со враќање на блок тарифите се покачи цената на електричната енергија за оние кои повеќе трошат. Дали ова е свивиден компромис со компаниите кои бараа поголема маржа? Сите мерки кои што се презема во делот на енергетската политика беа генерално насочени кон оние што најмногу внимаваат и најмногу штедат. Ние како народ покажавме дека сме грижливи во делот кога беше најголема кризата и во тој контекст беше спроведена и оваа мерка. За колку се зголеми во просек цената на енергијата нивна? Пресметано беше да на крајот целокупната цена биде заштитена. Денови наголемо се зборуваше за изборот на нов универзален снабдувач на електрична енергија. 12 јануари заврши повикот. Кога би имала информација за тоа кој ќе биде избран? Така е, заврши рокот за пријавување, течат сите останати рокови кои што се пропишени согласно регулативата. Пријавени се 3 компании, од таа досегашната ЕВАНА, државната ЕСМ и ЕДС, се разгледуваат понудите, се очекува од понудите нормално ќе биде избран оној кој што е најповолен, но се очекува и да биде новата понуда поповолна од таа претходно, што е многу битно да го споделиме со граѓаните, бидејќи граѓаните ги интересира она што и на почетокот го споменавме,
кои ќе бидат цените на електричната енергија. Ако за ништо се зборуваш изминативе денови многу и на социјалните мрежи, се пишуваш и на порталите, тоа е Чебрен и пропаднатиот последен тендер за изградба на истиот. Сдруженијето на инженери изминативе денови вели дека овој стратешки проект треба да го реализира државата со сопствени средства и сега прашањето е има ли капацитет државата да го стори тоа и дали само финансискиот аспект е пречка? Ова е многу битно прашање, според мене, заради тоа што Чебрен е еден стратешки проект. Проект кој што изминативе 20 години во 13 неуспешни обиди се покажа дека не е реализиран, а според мене е од значаен карактер околу делот на придвижување на нашата држава во енергетската транзиција. Ние покажавме во овие година-две кои што се позади нас, дека енергетската транзиција ја спроведуваме на начин кој што со бројки покажува резултати, но исто така сметам дека и за Чебрен треба да се посвети внимание како и што поскоро може да се реализира овој проект. Коментари добивавме сите овие години, но од сите тие коментари остана дека проектот се уште не е реализиран. На последниот повик, според мене, за кој што сметам дека беше многу визибилен, се појавија доста компании. За прв пат дојдовме и до крајната фаза со тоа што грчката компанија не ги исполни условите. Сега пред нас предстои да, според мене, што поскоро се направат вистински и правилни анализи, нормално и со стручната фела, но и со државната каса, бидејќи реализирањето на овој проект значи сериозни средства. Треба да се види дали како држава тоа ќе направи сериозно оптеретување на јавниот долг, кои се реалните можности, но пак на крајот, како одговор на ова прашање, ќе дадам дека ова е еден од најзначајните проекти во државата и сметам дека мора да се реализира што е можно поскоро. Нормално, за тоа да има генерално бенефит државата, односно граѓаните, и со тоа да се продолжи енергетската транзиција. И мислењата на граѓаните се поделени на оваа тема. Едните велат да го гради државата, другите велат па кога не успеавме до сега, дајте да го изгради оној кој што може. Што е во корист на Македонија, господин Николовски? Приватен или државен Чебрен? Во корист на Македонија е според мене да се реализира проектот. Но нормално на соодветен начин во кој што најголем бенефит ќе има државата. И двата модели, во зависност на кој начин би се реализирале, според мене имаат можност да бидат позитивни, но треба да се направат анализи и пак ќе кажам, треба што е можно поскоро да се делува, бидејќи како млад човек многу ми е криво кога за стратешки проекти разговараме 20 години назад и се уште не се реализирани. Сега имавме можност, бевме многу близко до тоа, не се реализираше, но не смееме ниту ден повеќе да чекаме во делот на реализација. На почетокот на енергетската криза зборувавме на големо дека Македонија треба сериозно да размислува на темата обновливи извори на енергија, бидејќи со повеќе од 300 сончеви денови во годината идеални сме за производство на струја од обновливи извори. 2 години или година и половина подоцна имаме зголемување на капацитетите од обновливи извори. Сметате ли дека е доволна едукацијата на граѓаните на оваа тема? Треба ли погласно да се зборува? Ако ја се прашувам, малку сум и нескромен по природа, буквално за најуспешните работи и проекти секогаш кажувам дека може и подобро. Добро. Така да и одговорот и на ова е дека сметам дека можеме и повеќе и подобро, но обновливите извори на енергија, гледајќи низ бројки, но гледајќи и со голо око кој ќе се движиме низ државата, се е една од областите во кои што последниве година до изминатите година и две сметам дека како држава имаме најголеми успеси. Имаме некаде за повеќе од 18 до 20 месеци инсталиран капацитет од над 600 мегавати. Ако претходно имавме за сите години вкупно 17, сега замислете имаме над 600 мегавати. Обновливите извори на енергија, фотоволтаиците, но и сите други видови кои што ги имаме како ресурс, се сложувам со вас, бидејќи како држава имаме и изобилие на сонце, но и на ветер и на вода, се одлична можност да го пратиме европскиот тренд, но во делот на зелената енергија, но тоа исто така мора да напоменеме и заштита на животната средина. Свесни сме позади нас деновиве околу новата година колку беше загаден воздухот,
така да и производството на електрична енергија од загадувачки материјали исто така е проблем на кој што треба да се размислува преку реализирање на вакви инвестиции. Ги олеснивме процедурите пред се за поставување на фотоволтаици на кров за домакинствата и за правните субјекти. Сметам дека тоа е одлична можност за реализирање на таа енергетска транзиција. Некаде имаме 150% раст во производство, во инсталираниот капацитет споредбено 2023 и 2022, и сите овие бројки сметам дека само треба да продолжат се со една конечна цел, а тоа е целосна енергетска транзиција. Во енергетската транзиција, која што ја споменавте, напуштањето на фосилните горива, обезбедувањето на електрична енергија од гасните централи се наметнува како решение. Денуви ве пристигна информација дека владата донесе одлука да се бара стратешки инвеститор за изградба на гасно-водородни централи. Оно што мене ме интересира е каков ќе биде овој модел? Така, владата има поставено во својата стратегија цел да постоечките капацитети кои што се, ќе ги напоменеме, РЕК Битола или ТЕЦ Неготино, некаде изградени 1984 година, свесни за тоа колку години се поминати од кога се изградени, колку технологии се променети, но свесни и на кои материјали тие функционираат и кој е од нив и позитивниот и негативниот дел. Иако да бидам искрен, во енергетската криза се покажаа како столб во делот на и наставнувањето со електрична енергија, но и со задржување на цената во нормални граници. Целта на владата е да се заменат овие капацитети со водородно-гасоводни централи. Во моментот се прават анализи, во моментот се е почета и постапка за изработка на визибилити студија, што ќе значи трансформирање на овие капацитети во чиста енергија. Во овие студии што се прават, што велат пресметките, колку ќе чини изградбата на истите, ќе се зголеми ли јавниот долг? Анализите се уште траат, Добра. Но ова прашање е исто како и она со Чебрем, бидејќи се работи за стратешки проекти кои што треба да донесат бенефит и комплетно да енергетски да не трансформираат. Се надевам дека кога ќе завршат анализите околу финансискиот дел, тогаш ќе почне да се одлучува на кој начин би се реализирале овие проекти, бидејќи свесни сме дека јавниот долг, буџетот на нашата држава, може би половина од буџетот е и поделен со пензии, со плати и со останати обврски, така да треба да се разгледаат опциите кои што служат и во останатите држави, како што се Светската банка, ЕБРД, ММФ и така натаму, како можности за реализација покрај приватните инвеститори. И кога би можеле да имаме првата во функција? Знам дека е рано да се Ако кажам, ќе сгрешам, но се надевам и она што можам да споделам, а тоа дека се работи макотрпно, да тоа биде што е можно побрзо. На почетокот сме на 2024-та, каква година можеме да очекуваме? Ги споменавме во неколку наврати граѓаните, колку одвојуваат од буџетот и за сметки и за живот. Веројатно оваа тема и нив им паѓа многу тешко, бидејќи секој месец се калкулираат. Со оглед на тоа што веќе позади нас е една грејна сезона во услови на светска енергетска криза, сметам дека сме многу поискусни, а и во неа покажавме дека имаме капацитет да се грижиме, дека граѓаните треба да бидат спокојни околу снабдувањето и околу цената. И врз основа на тоа очекувам и во оваа новата 2024 година да сите оние искуства кои што ги носиме од предходната да само ги имплементираме, надоградиме и со тоа да овозможиме и пониски сметки за струја, а со тоа го заштитиме стандардот на граѓаните и ги направиме поспокојни. Господин Николовски, благодарам за гостувањето во утринската програма. Секако има теми за кои ќе дискутираме во текот на годинава. Благодарам и да вас да поканам.